Поздрав божански души, еве и втората група. Се надевам дека сите си интуитивно си одбравте група. Да започнеме. Ова е срцевата чакра и да видиме каде го имате проблемот. Во љубов, токму срце. Во љубов. Овдека осеќам дека во оваа група има некој огромен проблем. Дали со само сакање, дали со изразување љубов, или пак е конфликт помеѓу две сродни души. Ајде да го видиме проблемот како можеме да го решиме. Ќе работиме со Уичи старот. Да видиме што ќе ни каже Уичи старот. Што не советува Уичи старот за втора група. Интуитивно одбрани за проблем во љубов. Да видиме што ќе ни даде како одговор Уичи старот за љубов, проблем во љубовта, со само сакање може би проблем, може проблем помеѓу двајца влюбени, може не проблем во ненаоѓање вистинска љубов, вистински партнер, врзување со општо кармички партнери, нарциси или љубов кон нешто што не можете да го решите. Вау! Да. Првата картичка, што ја... Добро. Да видиме. Која ќе биде? Херофант. Значи, сите што обраа втората група, имате снага на крај. Значи, добивте картичките The Fool, тоа е како будалата, овновска енергија, The Shadow Side, значи страната на сенките, и плашењето, Херофантот, значи високиот свештеник, и страница на мачевите. Овдека е проблем со давање и примање на љубов, проблем со неканализирање, проблем со стравови од прекумерна љубов, стравови да не бидете изманипулирани
или стравови да сакате во љубовта, да буквално да љубите некого. Значи, морате да отпуштите некои работи за да ви проциркулира некоја енергија во срцето. А сега сме влезени више во 5D, значи таа фреквенција и таа енергија више осеќаме сите, работиме интуитивно, работиме ускладено со мозочниот сквер и срцевиот сквер. Значи, интуитивност, ја би ме посоветувала и картичките би посоветувале дека проблемот ќе го најдете во вас, значи во самите себе си. Љубовта е широк поим. Значи, љубов кон да љубите некого и да не знаете како или да не добивате љубов од некого, тоа е затварање на срчевата чакра. Значи, картичките ве посоветуваат да бидете истрени, да ги исчистите сенките што се појавуваат од прошлите врски во љубовта, да се само почитувате, да не бидете како овој будала, ја што го викам, од момент во момент да не влегувате. Будалата е многу добра картичка, добро прикажува, он оди и не се врти назад. Оди во нови нови победи, во нешто ново, но е преголем сонувач. Значи, сонува. Затоа и се плаши, затоа ни се појавија стравовите и сенките од минатите врски, од изминатите врски или од изминатите животи ве следат. Значи, овие се исцелување на срцето и исцелување на љубовта се прави сами по себе. Затоа и високиот свештеник или пак херофантот ви дава огромен благослов да се вратите во себе си, да верувате во традиционалните вредности, доколку би дошле до страница на мачевите или ти би добиле нешто што е нешто што треба да пресечете за да го доживеете моментот на вистинска љубов. Првин во себе, а потоа во другите и од другите. Ајде да видиме сега Тилив Тарот, Тилив судбинските картички, што ни препорачуваат и како би се одвивала целата оваа работа. Значи, целиот проблем како би се решил и етапно. Треба да имате, да го трнете егото. Значи имате преголемо его, за да бидете сакани или пак да сакате. Она што го посакувате, треба да го добиете преку намалување на егото. Ајде другата, да
slowly, but surely getting ahead. Значи, решавање на овој проблем ќе биде напорен, многу бавен, но ќе биде во еден правец, но да не заборавите дека можно е да се враќате назад, напред. Значи ќе биде малку турбулентно и да не се обвинувате себе си за оваа ситуација. Може би сакате да доживеете вистинска љубов. Традиционална вистинска љубов, но треба да пресечете многу работи од прошлоста, од минатото. Значи, да пристапите кон нови можности. Значи, картичките ви советуваат да пристапите кон нови можности, да се отворите, да не бидете во зона на сенка, во зона на имагинација, на страв, за да доживеете вистинската љубов во срцето. Значи, да бидете така. Значи, да не седнувате во самите себе, значи да не седнувате во зоната на комфорот, да излезете во прв план, напред, и да го осетите ритмот на срцето. Проблемот ќе ви биде решен малку подолго, но вистинско и квалитетно, дефинитивно. Ајде да видиме кој месеци почнало ова. И кога ќе се реализира, кога ќе биде крајот, кога ќе заврши. Мислам дека со оваа година ќе биде крајот, бидејќи оваа година е чистење на целосната карма од земјината планета, на сите нас како колективни, на сите наши енергии. Започнато е во мај. Може би сте доживеали повреда, срцева повреда. Значи, може некој ве повредил толку длабоко и толку непромислено, така да сте уште повредени. И затоа вакви можности. Вие сте мислеле дека ќе бидете... Може би вие сте повредиле некого, па сега се осудувате бидејќи не требате да доживеете љубов. Но јас ве советувам и картичките исто така. Тарот картите и судбинските карти. Судбинските карти ве советуваат стварно да истапите во нови можности. Ете. Ајде. Февруари. Значи нешто февруари и мај. Сега дали тоа ќе биде февруари као завршеток идната година на реализација на овој проблем комплетно, да се заврши и да се почне од ново, или пак исто,
од 4 картички имате 3 големи аркани. Исто, како и првата група. Септември месец. Значи, ќе си земете вие како ви одговара, каков е проблемот. Картичките даваат дека имате некои стравови, сенки од минатото. И март. Можеме и да ги поредиме. Може почнало во февруари, ќе се заврши во септември. 2 месеци биле клучни. Март и мај, како такви. Генерално земено, септември може би почнало во мај, но ќе заврши идната година во февруари, што можно е настаните на проблемот да се случувале во мај, а да започнале во февруари, а да се завршат во септември. Толку од мене, јас ви посакувам многу благослови, да ви се оствари и да ви се реши проблемот на секое можно поле, не само ова поле, на секое можно поле, и во посакувам многу среќа до наредно читање на картичките, до наредно видео. Добре дојдовте, божански души, и во третата група на оваа видео. Значи, работиме тема каков проблем и какво решение не очекува околу проблемот, делумно или целосно. Значи, прифатете онака како што вам ви одговара во моментот. Третата група беше 6-та чакра и аметистот. Се надевам дека тука има некои што многу визуализираат, манифестираат и тоа што имаат проблем околу оваа астрална куќа што сега ќе ја отворам, ќе им се исполни во најбрз можен рок, доколку не е проблемот многу подлабок. Мада мислам дека не е подлабок овој проблем. Значи, има многу енергија во третата група. Третата група изгледа најверојатно највеќе ќе ја изберат како таква. Да видиме. Просперитет, саксес. Зашто проблем? Ајде да видиме зашто проблем и каде е проблемот. Ајде да видиме. Во што проблемот, во кој просперитет? Во каков просперитет? Ајде, тарот картите, работиме со Earth Woman тарот, значи работиме со земјените женски тарот, земјените жени тарот. Многу убав дек, многу убав шпил на картички. Не, грешка. Не е тој. Добро. Не е битно. Сум ги измешала кутиите. Надевам дека се гледа. Да. Ајде да видиме. Каде е токму укоренет проблемот во ово просперитет? Може би сакате да се просперитетот да ви биде ван гранично. Значи, кои сакате да се да ве видат надвор од границите на вашата земја,
на вашата држава. Овдека ми има, најверојатно има луѓе души кои се од голема функција, од големо значење за сопствената земја, а и од големо значење за други земји, па просперитетот го гледаат и надвор ван границите, може би барате просперитет во друга држава, во друга земја. Може сакате да патувате, може сакате да се преселите, па имате проблем околу тоа. Како и да е, имате да. Вие го манифестирате веќе овој момент, овој просперитет. Го имате царот, а во царот се сите 4 крала. Да. Значи, најверојатно сте ми дел од вас, најверојатно сте дел од вас, или за учење, да излезете надвор од државата, да одите во друга држава, каде што ќе бидете повеќе просперитетни, каде што ќе доживеете повеќе Two cups. Сродни души. Four of Wands, Eight of Pentacles, Three of Cups, Ace of Cups. Да. Значи, проблемот е кај вас во просперитет. Во сјаење, во нешто што е ваша најверојатно делатност. Имате кралица на куповите, или гледате како е застаната и како манифестира. Вие манифестирате сега во моментот. Или сте манифестирале за да дојдете до нека ваква положба, или више сте просперитетни, па имате заглавување во самиот проблем. Значи, во самиот просперитет имате заглавување. Зашто? Затоа што имате авторитативна личност околу вас, која учи многу брзо, но таа авторитативна личност ви задава многу големи проблеми и болки околу моментите за да вашиот просперитет, за да се искаже вашиот просперитет, да дојде во сооднос со она што го манифестирате. Може би некој од вас сакаат просперитет со личност која е авторитативна, па истата таа личност која има знаење во себе, но е малку повредувач или малку црпи знаење од вас и затоа не можете да дојдете до решение на проблемот просперитет. Ајде да видиме Тилиф
судбинските картички што ќе ни кажат, затоа што тарот картите кажа дека е некоја личност што е овдека ви има вас што се премногу интуитивни, големи визионери. Ама зашто проблем со? Дали некој ви е украл просперитетноста? Дали некој сака да дојде на вашето место? Ајде да видиме картичките што ќе ни кажат. Да, ставете нога напред, застанете цврсто, згазете го сето она што го поседуваат другите и истакнете се. Значи, кажете го своето искажете се она што сакате да го доживеете во просперитетност, морате да го буквално да го згазите. Значи да го згазите за да дојдете до решение на овој проблем. Значи отворете се, кажете што имате, вие сте мокни како персони кои ја гледаат или ја слушаат оваа трета група, само треба да се отворат и да се искажат. Све што знаат, све што умеат, треба да го искажат. Бидејќи сте многу визионери сте, дефинитивно. Големи визионери. Гледате можеби и за 10 години што би се случило понатаму. Ајде да видиме друго. Вау! Респект и голема почит ќе дојде кај вас. Значи, судбинските картички цели ви препорачуваат дека за најбрзо време ќе ви се реши овој ваш проблем. А проблемот е околу една авторитативна личност која ве малку кочи. Ајде да видиме што ќе кажат друго картичките. Да. Значи, немојте да знаме, значи немојте да ги намалувате вашите стандарди, одете со она, значи искажете се со она што имате во себе. Вие сте со голема мок, голема визионерска личност сте, како прво, интуитивни сте, со знаење сте, така да не дозволувајте авторитетите, вашиот просперитет да ви го засенуваат, да ви го носат. Значи да ви го носат едноставно. Не дозволувајте, затоа што тие личности се само авторитетни, но не знаат вие каква личност сте, колкав голем мудрец или мудрица, може би. Малку да се нашалиме. Ајде, ете. Значи, вие имате способност да осетите. Вие сте интуитивни. Значи, да видите и да осетите, да препознаете. Затоа ја избрав таа чакра.
Значи, јас ве осетив вас и да ви соопштам за вашиот проблем на просперитет, да не се грижите, затоа што оваа личност ќе отиде. Но, видете сега, значи, има оваа личност, може да е во љубовна врска со вас, може да е вашата сродна душа. Видите, она е седната и размислува. Исто така здрак ја покрива. Значи, тој е цар. Во царот ги има сите 4 крала. А вие сте многу длабоки, многу интуитивни, многу емоционални. Вие имате многу што да понудите од себе. Бидејќи имате знаење, но не дозволувајте да сето тоа се избрише. Не ги намалувајте вашите стандарди поради некој што е само цар и што е само авторитет. Се надевам дека ме разбравте што сакам да ви кажам. Значи, погазете го сето она што го осеќате за да ви се тргне проблемот на просперитетност. Ајде да видиме. Во кој месец ви е случен овој проблем и кој месец ќе се разреши како таков. Овој ќе биде најбрз. Третата група ќе биде најбрза во разрешавање, затоа што е све на енергетско ниво. Но не дозволувајте вашиот стандард да биде спуштен. Не го спуштајте вие вашиот стандард поради некој што не е толку просперитетен. Тој е само цар и авторитет. Тој е мудар, но вие сте уште помудри, затоа што имате physical ability. Значи, вие имате визуализација, вашето трето око е отворено и вие ќе верувате на вашата интуиција, која ќе се сретнете повторно. Но тоа е вашата сродна душа, така кажуваат картичките, бидејќи на крајот од картичките имаше овие. Може би е вашиот сопруг што ве кочи за да напредувате понатаму. Може би сте, најверојатно е вашиот сопруг. Може некој што сака да се радува со вас, па од толкава возбуда ве кочи во вашиот просперитет. Ајде, земете и ослободите се од сето она што го осеќате. Ова е на енергетско ниво. Оваа блокада и овој проблем се решава на енергетски ниво, бидејќи е на енергетски ниво слушен. Вие можете да го изчистите ова сами. Така ве советуваат картичките, но јас така ве советувам интуитивно, бидејќи картичките многу убаво ми ја брануваат мојата енергија, а и вашата. Значи, картичките осеќаат во септември. Ето. Септември. Ајде да бидеме други. Март. Октомври. Јули. Ова е започнато минатата година. Значи, кулминацијата била
во октомври и март имате тогаш блокади, од тогаш манифестирате за просперитетност. Во јули ви се разрешува или околу јули ви се разрешува целиот проблем, бидејќи е на енергетско ниво овој проблем. Епа, мои божански души, јас ви се заблагодарувам на сите што ме следите, на сите што ме гледате, ме слушате, што сте љубители на тарот картите и на нивната енергија. Се надевам дека овие 3 групи и овие исчитувања на енергии ви помогнаа во вашите проблеми. Останете ми во мир, спокој, благослов на секој можен аспект и до следното видео. Поздрав!